323 година пред нашата ера во Бабилон на денешен ден умира еден од најголемите водачи на древното време, Александар Македонски, на 32 годишна возраст, после 12 годишен поход на освојување на светот. Тој тргнал на поход од Македонија да го освои светот или да го обедини и до некаде успеал во тоа, го освоил поголемиот дел од познатиот свет и успеал да ги победи сите своји непријатели, но не успеал да победи смртта. Тој во 323 година се разболува во Бабилон, враќајќи се од негов поход. После неколку дневно славење, тој легнува во постела, боледува 2 недели и умира. И како што бил голем во животот, тој после неговата смрт станува уште поголем, односно се претвора во некој вид на божество. И било многу важно да се има неговото тело, затоа што тој оставил огромно царство и тој што сака да го владее неговото царство, кралство, за да има легитимитет, морало да го поседува неговото тело. Токму затоа е и големата битка околу местото каде што почива Александар, затоа што имало легитимитет за владење, а во сегашни услови, таму каде што е закопан Александар, тоа место има легитимитет да се повика на него од историска точка и затоа е многу важно и каде тој е сместен, односно каде е неговото почивалиште, и затоа тука Западот создаде своја приказна, своја теорија која што го оттргна неговото почивалиште од Македонија и го смести во Египет. И гледам, снимав јас веќе едно видео за Александар, гледам многу луѓе се закачиле на таа приказна, меѓутоа таа приказна е тотална измислица, има толку големи дупки, што дури представува и идиоштина. Како прво, за таа теорија да почнеме дека Александар е закопан, сместен во Александрија, е како прво зошто би бил тој закопан во Египет. Значи тој потекнува од Македонија, го освоил Египет, продолжил понатаму, ставил свој владетел таму, бил восхитен од културата секако, кој не би бил, Египет е магична земја, и продолжил понатаму. Каква е таа логика, тој престојал кратко време во Египет? Да сака да биде таму закопан, а не на местото каде што почиваат сите негови предци, односно од каде го почиња кругот да го затвори. Поголема логика би имало да се врати назад од каде што потекнува. Сите сакаме да бидеме, да почиваме таму од каде што потекнуваме. Тоа е општо познато, меѓутоа ете, тоа е првата работа која што нема никаква логика. Втората работа е тоа дека е јасно кажано дека телото на Александар тргнува за Македонија, наводно на пола пат или во сегашна Турција е пресретнато и украдено од Птоломеј и сместено во Египет, што е уште една голема глупост и лага, затоа што Александар, неговата поворка, била силно бранета, а Птоломеј во тоа време немал своја војска, тој командувал со војската на Александар, која што после смртта на Александар, командата и припаднала на Пердика. Односно, да се навратам на приказната, ете зашто нема логика, таа западна верзија нема никаква логика, затоа што не можел Птоломеј да го украде телото и затоа што е логично секој да сака да си почива на својата територија. Но сега ќе ви кажам и многу други работи кои што го потврдуваат тоа дека Александар или неговото тело е донесено во Македонија. После разболувањето Александар, тој паѓа во постела. После вториот или третиот ден тој ја губи способноста за говор и да движи, веќе се му е потешко, тој сеќава дека доаѓа неговата смрт, а така тој својот печат со прстен му го дава на неговиот генерал Пердика,
кои во тоа време заедно со Птоломеј биле едни од водечките генерали, најмокните фигури после Александар во неговото кралство. И тој му го дава прстенот на Пердика и со тоа Пердика станува командант на војската на Александар, на архивите, на банките, на се што имал Александар, затоа што го имал печатот, односно прстенот со печатот кој што Александар лично му го дал. И Александар починува, нели, Пердика почиња да гради подвижен храм со кој што ќе го транспортира Александар од Бабилон во Македонија. Тој 2 години работи на конструирање на храм, кој што замислете бил голем. Александар бил сместен во златен ковчег, балсамиран во мед, а ковчегот бил полн со етерични масла. Храмот бил на тркала, на врвот од храмот имало златен гром, а храмот го влечеле 40 коњи, облечени цели во злато. Може да замислите каква гледка било тоа, а Пердика тоа го припремал цели 2 години и тоа направил неверојатно дело, значи како што му доликува некој голем владетел и секако неограничено богат. И таа поворка со тие златни коњи, со таа придружба, со сето тоа, таа тргнала накај Македонија. Тоа не може да се скрие затоа што луѓето испаѓале да го гледаат тоа чудо на тогашното време. Тоа е поворка од злато, громот кој што бил горе изгледал како да доаѓа од небото, затоа што одблеснувал на сонцето, бил од злато. Од далеку се гледа, луѓето ги напуштале своите домови и оделе да го видат тоа чудо. Таа поворка трга за Македонија и тука е пресретната во сегашна Турција од Птоломеј. Другиот генерал кој што сакал да го поседува телото на Александар, затоа што тој што го имал телото на Александар имал легитимитет да владее со неговото кралство. Без телото на Александар ти немаш легитимитет, нема никој да те слуша. Тоа било тоа. Тој пробува да го земе телото на Александар, не успева затоа што во тоа време Пердика праќа засилување, односно ги праќа своите најдобри војници да го обезбедат тој храм на Александар, да биде донесен во Македонија. И сега тука пропагандата се уклучува и не кажува дека Птоломеј ја победил војската на Александар и го земал телото. Која е логиката 200-300 платеници да победат војска која што 12 години војува по цел свет, значи скалени војници? Пердика со пишана наредба ги испратил своите најдобри војници таму, затоа што него било тоа важно и за него и секако за Александар, затоа што Пердика имал амбиции да владее со кралството на Александар. Тој сакал да ја омажи сестрата на Александар, Клеопатра, која што била во Македонија, и да го чува кралството за синот на Александар додека не стане полнолетен. Синот на Александар се раѓа неколку месеци после смртта на Александар. Така да тоа било амбицијата на Пердика, а амбицијата на Птоломеј било да го има телото за да има легитимитет да владее со Египет. Птоломеј не успева да го земе телото, губи во таа битка, се враќа назад. Набрзо после тоа Пердика трга на поход да го превземе Египет, односно да го победи неговиот најголем ривал Птоломеј. Меѓутоа тој е убиен, Пердика е убиен од неговите офицери, предаден, и тој не успел да го оствари тоа. И тука Птоломеј доаѓа на моќ, има огромна моќ, и тука тој кажува дека го поседува телото на Александар, од кога Пердика е убиен. Наводно телото го сместува во Мемфис, а потоа од Мемфис го преместува во Александрија, каде што стои тој така наречен гроб на Александар некаде до после нашата ера, од каде што после тоа исчезнува. Меѓутоа во Александрија постои тоа место, нели го има што се кажува дека гробот на Александар, меѓутоа на старите слики ако видите пишува Домос де Александрос. Значи тоа било светилиште на Александар, домот на Александар.
Тоа не било никаков храм на Александар, мислам никаков гроб на Александар. Тоа било едноставно храм на Александар или домот на Александар, што Птоломеј вешто го искористил за да ја зацврсти својата моќ и да каже дека го има телото на Александар. Меѓутоа, тој саркофаг, кој што сега се чува во Англија, во музеот, че успеале саркофаг од 7 тона да однесат во Англија, од Египет нема врска, меѓутоа супер што го зачувале затоа што на неговото на саркофагот го пишува името на последниот египетски домашен фараон, Нектанево II, кој што кога пресијанците го освоиле Египет, тој пребегал, па го оставил саркофагот зад него, па Птоломеј не можејќи да најде или да направи нешто друго, за толку брзо време го земал тој саркофаг и ставил некое тело внатре балсамирано и кажал, ево, ова е телото на Александар, јас го имам телото на Александар, јас сум владетел на Египет. Тука завршува таа приказна и сега, после нашата ера, се кажува дека телото на Александар е украдено и однесено наводно во Венеција. Меѓутоа, јас ќе ви кажам зашто тоа тело е украдено и тргнато, затоа што не можат да докажат дека е на Александар, затоа што Александар бил 2 пати ранет, еднаш од копје, а еднаш кај вратот од катапулт, од како си тоа ремен. Бил удрен, така да има јасни работи кои што може да укажат тоа дали телото на Александар или не. Токму затоа телото е тргнато, затоа што ако го имавме во денешно време, многу лесно ќе се докажеше дали е на Александар или не. И многу луѓе се закачија на таа приказна дека тоа тело било украдено и однесено во Венеција. Замислете која е таа идиоштина, да се украде тело, да се однесе во Венеција и никој да не може да го види тоа тело. Туку каква случајност. А саркофагот е во Англија, англичаните сега прават приказна затоа што нема никакви одбележи на саркофагот дека на Александар. Тие наводно најдоа стара плоча со знамето на Александар и таа пробуваат да кажат дека е со големина на саркофагот и тоа им е единствен доказ и единствена поврзаност со Александар, а таа плоча нема никаква врска со местото каде што е најден саркофагот. Тие едноставно кажуваат, ево оваа плоча, делот плоча, зависи колку тоа идиотски, делот плоча одговара да големината на саркофагот. На таа плоча има македонско знаме, или знамето Александар, сонцето што е. Замислете, тоа им е единствен доказ што го имаат. Они на целиот тој доказ што го имаат создаваат цела приказна, но целта им е да го отргнат вниманието на таа страна и гробот на Александар упорно да се бара во Египет, а тука во Македонија сите докази што ги имаат да може да ги прикријат и сите траги за да не ни се даде легитимитет на нас, затоа што е јасно како ден дека Александар е тука донесен. Тој е донесен под Златоврв или на македонската Света планина, место каде што почиваат многу предци на Александар. На под Златоврв на Света планина си има најдено докази или надгробни плочи од Хераклеите, кои што се некои од родот на Александар. Значи тоа место кое што Александар го нарекувал центарот на светот е најочигледното место каде што би можел да биде Александар. Но ако не е, нека се истражи. Значи Македонија е мала земја, може лесно да се истражи. Меѓутоа, тие западни центри си бараат легитимитет нивни, не ќе нас да дадат легитимитет, и тие истражувањето го фокусираат цело време на Египет. И Египет, Грција се бара, се фабрикува се што може да се фабрикува, да се прикаже дека таму е гробот, затоа што тоа дава легитимитет, како што кажав неколку пати во видеото, и тоа треба на сите да ни биде јасно. Американците, англичаните, грците и други моментално ископуваат во Македонија, иако веќе ги имаат изнесено сите артефакти од Македонија, нашите им даваат можност да копаат. Тие сега моментално копаат околу Кратово, Универзитет од Америка, кој што е поврзан со
најскапиот артефакт во светот, кратерот од Корешино, кој што е украден од Демиркапијско и однесен во Њујорк, во нивниот музеј повторно им е дозволено да копаат во Македонија. Истите тие што копаа во Баргала, од каде што е исчезнат златниот коњ, и да не набројувам, тоа се истите тие, значи поентата ми е да ви укажам дека они и моментално прикриваат работи за Александар и затоа е важно да се зборува на овие теми. Дури аматер како мене, аматер истражувач, ентузијаст, треба да зборува на овие теми. Едноставно, секоја информација е добре дојдена, да ја одржиме во живот и секако би можеле некојаш и ако се охрабриме и да го најдеме тоа негово вечно почивалиште. Значи, тоа е мојата теорија за Александар, да ви одговорам на сите вие што коментиравте дека е закопан во Египет, телото му однесено во Венеција. Ете ви, истражете за Пердика, истражете за големиот храм на Александар кој што патувал од Вавилон преку Турција до Македонија, кој што сите луѓе биле сведоци, бројни историчари пишувале за тоа. И ќе видите и сами вистината, слободно истражете, тоа е мојата порака. Тоа е приказната, значи телото на Александар во храм, во ковчег од злато, со големо богатство, со голема придружба е донесен во Македонија, каде што до ден денешен почива. Нема логика да биде во Египет, иако цела таа пропаганда низ годините создава такво мислење. Наше е да си ја кажеме нашата страна, нашата вистина, па кој има уши ќе чуе, кој нема, нека е жив и здрав. Ете, снимав уште едно видео за Александар, како одговор на претходното видео каде што го барам гробот на Александар, односно одам на местото каде што мислам дека е, може да го погледнете подоле во каналот, го има, супер видео, ви го препорачувам, да ве потсетам да се претплатите, да станете членови и ние се гледаме во некој мое наредно видео или из нашата убава Македонија. До тогаш, останете ми во добро и секако се гледаме.